Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. По испраќањето на поканите од страна на стручните служби и Основното училиште Малина Попиванова од Кочани започна со уписот на правачињата за учебната 2021-2022 година. Од основните училишта упатуваат апел до родителите за почитување на терминот за упис на своето праваче. 84 правачиња треба да се запишат во Основното училиште Малина Попиванова во Кочани во учебната 2021-2022 година. Распоредени на временски период од 20 минути или половина час, според протоколот за упис на правачиња за време на пандемија, училиштето ги прими децата за упис кои доаѓаа со своите родители. Од училиштето со апел до родителите да ги почитуваат закажаните термини за упис. Во претходниот период имавме подготвителни активности, така што најпрвин се формираше комисија за упис на правачињата. Потоа имавме подготовка на просториите во кои што ќе се врши уписот на правачињата со цел да се запазат и испочитуваат безбедносните мерки и протоколи. По списокот на Министерство за внатрешни работи, нашето училиште брои вкупно 84 ученика. Е веден апел до едно подсетување до родителите, кои што треба со нив при самиот упис да имаат потребна документација како извод од матична книга на родени, потврда од примани задолжителни вакцини, стоматолог и документ за идентификување на родителот. Еден апел до родителите да ги почитуваат закажаните термини за уписот на правачињата, кои што ќе трае до 2.6. Уписите оваа година се изведуваат на два начина, преку електронска апликација која е објавена на официјалната страна на Министерството за образование и наука, но и во училиштето со носење на потребната документација. Пред почетокот на уписите, родителите беа во мала забуна за документите кои треба да ги достават при уписот од изведен офталмолошки преглед, бидејќи нема слободни термини, но од училиштата појаснија дека доколку до терминот за упис родителот не бил во можност истиот да го обезбеди, ќе може да го стори тоа и до почетокот на учебната година. Општина Кочани продолжува со реализација на проектот за рушење на старите објекти заради проширување на улицата Стево Теодосиевски. Отстранувањето на објектите е скоро завршено, а се најавува дека градежните работи на новото булеварско решение ќе започнат кон крајот на овој месец. Општина Кочани викендов ги продолжи активностите за рушење на старите објекти и за расчистување на теренот за изградба на втората коловозна лента од идниот булевар Стево Теодосиевски. Механизацијата на избраниот изведувач Калина Одоризари работеше во Стришани. Таму беа отстранети 3 објекти на крстосницата со улицата Димитар Влахов. Покрај нејзиното проширување, планирано е на оваа локација да биде изграден нов кружен тек. Според актуелниот детален урбанистички план, овде на ова место е предвидено булеварски влез и излез на градот Кочани и по завршената експроприација од страна на локалната самоуправа во изминатите 3,5 години, по напорна работа успеавме да дојдеме на крајот до расчистување на овој дел од градот и стварање на услови, како што реков, за изградба на втората лента од булеварот, што ќе овозможи непречено движење на граѓаните од целиот град и непречен излез према Штип. Со ова очекувам дека ќе допринесеме во решавањето на сообраќајниот хаос и секако ќе допринесеме за подобрување на изгледот на овој дел на градот, за безбедноста и на пешаците и на возилата кои се движат во овој дел. Општина Кочани веќе го има избрано изведувачот на работите, кој ќе гради втората сообраќајна лента на булеварот Стево Теодосиевски. Во текот на наредните 10 дена очекувам дека изведувачот кој што е избран на јавна набавка ќе го воведеме во работа и ќе почнат градежните работи. Како што веќе најавив, првин треба да завршиме со потпорниот зид во делот до спортската сала, а понатаму пробивање до раскрстотницата кај туристичката агенција Велјан, каде што е предвидено исто така еден кружен тек. Дополнително, во наредниот период ќе биде отстранета уште една стара куќа што излегува на самата улица, како и дел од просторот кај автопералните што се нова локација. При тоа ќе се реконструира и асфалтниот слој на постојната коловозна лента што е прилично оштетена.
за експроприација на земјиштето и на старите објекти од буџетот на општина Кочани, на собствениците досега им се исплатени околу половина милион евра. Две основни и двете средни училишта од Кочани заеднички го објавија тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во наредната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е вкупно да се потрошат над 175.000 евра. Основните и средните училишта од Кочани навреме ја почнуваат постапката за избор на транспортна компанија што ќе го извршува бесплатниот превоз на учениците. Веќе е објавен јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми, а носител на набавката е основното училиште Свети Кирил и Методи. Проценетата вредност на услугата за превоз изнесува над 10.800.000 денари, што е за околу 10% пониска во однос на минатата учебна година. Со јавниот тендер треба да се обезбеди бесплатен превоз до и од училиштата за вкупно 912 ученици. Тоа е за околу 70 ученика помалку во однос на лани. Еден дел од нив, односно 377, ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што од нивниот дом до училиштето оддалеченоста е поголема од 2 километри за основците, односно 2,5 километра за средношколците. Другите ученици се од селските населби, како и од Делчево, Македонска Каменица, Виница и останатите помали општини во регионот. Учениците ќе се превезуваат на вкупно 14 релации. Според јавно достапните информации, со бесплатен превоз ќе бидат опфатени учениците од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев, како и од двете средни училишта. И покрај обемноста на постапката и бројот на учениците, објавена е заедничка, односно групна тендерска постапка, во чија техничка спецификација е разграничено во кое училиште колкав број ученици и на кои релации ќе се превезуваат. На заинтересираните понудувачи им е оставен доволен рок за учество на тендерот и за евентуални жалби во врска со постапката. Крајниот рок за доставување на пријавите е до 16 јуни, што значи дека ако нема забелешки и жалби, до почетокот на септември треба да биде познато кој ќе ја дава услугата за бесплатен превоз на основците и средношколците во општина Кочани. Пред општинската зграда на Кочани се одржа мирен граѓански протест преку кој родителите го искажаа својот став дека се против дигитализација на учебниците. Протестот е во организација на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има. Членови на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има излегоа на протест пред зградата на локалната самоуправа на Кочани поради најавата за дигитализација во образованието и укинување на печатените учебници. Стоп за дигитализација. Учебници и настава мора да има. Законот не е во интерес на еднината на нашите деца и нашата држава. Се дел од пораките кои родителите ги испратија на организираниот протест во Кочани. Оценам дека самиот закон кој што се донесува воопшто нема намера да, значи не му е намерата таа што се кажува дека е целта да се дигитализира наставата, бидејќи ниту досега не постоеле законски пречки за да се внесуваат дигитални содржини, ама такви за жал нема во наставата внесено, така што не мислам дека значи законот бил пречка или дека пак е тоа мотив за донесување на ваков закон, напротив, мотивот е во суштина укинување на печатените учебници, нешто кое што не смее да се случи, односно недозволиво е учениците да треба да учат само од PDF формат, бидејќи токму тоа ќе се случи, значи дигитални учебници нема, не сме виделе промоција на ниту еден, не се тоа содржини кои што толку брзо се изготвуваат. Од друга страна во законот во член 27 јасно и прецизно е кажано дека се употребливи значи учебниците кои што се досега одобрени и не се укинати, што значи тие кои што се сега во моментот во употреба ќе бидат само префрлени во PDF форма, така што ќе станат со самото тоа во суштина достапни само за еден дел на ученици, оние кои што можат да обезбедат соодветен уред да ги следат тие учебници, а за останатите ќе останат недостапни тие учебници. Од граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има најавија дека планот е да се оди на референдум против најавените образовни реформи, доколку надлежното министерство нема слух за нивните барања.
Меѓу другото, родителската група бара класичните книги дефинитивно да останат во употреба за сите оделенија од основното и средното образование, да не се комбинираат два или повеќе предмети во еден, да се аргументира намалувањето на бројот на часови кај одредени предмети, да се создадат соодветни услови за деца со попреченост, да се воспостават протоколи за спроведување на настава со физичко присуство, како и да се вклучат представници на групата и граѓанскиот сектор во работната група за измени во законот. Голема недисциплина и непочитување на сообраќајните правила и прописи покажале возачите од Кочани и Виница во текот на само еден ден. Заработиле над 30 казни за брзо возење, откако сообраќајната полиција организираше акциска контрола. На патиштата и улиците во Кочани и Виница за само еден ден во акцијска контрола што ја спроведе сообраќајната полиција, казнети се вкупно 33 возачи. Тие не ги почитувале сообраќајните правила и прописи. Контролата е направена на различни локации, а инициирана од зголемениот број прекршоци и сообраќајни несреќи во регионот во кои има и тешко повредени лица. Утврдено е дека возачите возеле со брзина поголема од пропишаната, при што во Кочани се изречени санкции против 15, а во Виница против 18 возачи. Од сообраќајната полиција најавуваат дека ќе продолжат со засилени акциски контроли во областа на сообраќајот и во наредните денови. Целта е да се санкционираат сите видови прекршоци, а особено оние што се причина за сообраќајки со потешки последици. Токму несоодветната брзина била причина за една сообраќајна несреќа што се случила и на патот Виница-Берово. Според известувањето од полицијата, во саботата околу 17 часот и 10 минути било пријавено дека на регионалниот пат кај местото Горна Осојница 39-годишниот ДФ од Кочани, управувајќи патничко возило Ford Focus со кочански регистарски ознаки, изгубил контрола и излетал од патот. При тоа, во незгодата тој се здобил со тешки телесни повреди, поради што бил префрлен во Штипската болница. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица во Виница. Следува информацијата од спортот. Голем успех на кикбоксерите на лидерот Виница на ВАКО Европскиот куп што викендов се одржа во Белград, Република Србија. Во силна конкуренција, виничките кикбоксери се вратија со 1 злато и 2 сребрени медали. 1 златен и 2 сребрени медали за членовите на клубот Лидер од Виница на ВАКО Европскиот куп, што викендов во организација на шведската кикбокс организација ВАКО се одржа во Белград, Република Србија. Во силна конкуренција од учесници од 15 земји, виничките кикбоксери освоија високи места. Од Македонија учествуваа 92 надпреварувачи од 11 македонски кикбокс клубови и освоија 15 златни, 14 сребрени и 16 бронзени медали. На првенството учествувавме како репрезентација од нашиот клуб. Тројца учесници ме представуваа. Земавме едно прво и две втори места. Прво место освои Лукас Мековски, второ место освои Иле Леков и второ место освои Александар Атанасов. Можам да кажам дека беше доста тешка конкуренција, бидејќи станува збор за репрезентативци. Оваа година направивме еден добар резултат сите надпреварувачи од Македонија, бидејќи освоивме 15 златни медали, што досега не се случило на еден европски куп. Македонските кикбоксери во своите постигнувања можат да бидат рамо до рамо со балканските кикбоксери, но за учество и добра организација недостасуваат финансии. Може да се каже дека полека напредуваме, не недостасуваат оние финансиски средства и некои припреми кога одиме пред надпреварување. Гледам дека другите земји се малку поорганизирани, имаат, да речеме, кампови пред додат на надпревари, се дружат тука, разминуваат искуства помеѓу себе. Малку ни недостасува на нас тоа, меѓутоа можам да кажам сега со новиот председател малку работите се подобруваат, така да се надевам дека во иднина ќе остваруваме исто така добри резултати. Виничките кикбоксери интензивно работат и се подготвуваат за надпреварувањата кои следуваат.
се надеваат на учество на првенството во Турција, Turkish Open, а ако стивне пандемијата, ќе се одржи уште едно државно првенство во септември, пошто ќе следува учество во првенство во кикбокс во Ниш, Република Србија. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.